го виде народот, тој се искачи на гората и што седна, учениците негови се приближија до него. И откако ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше: Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е царството небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонуваат и кога лажно ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене. Амен. Оли Никол. Hvala, pastoре. И амен. Се што беше прочитано и искажано. Добро утро на сите. Се радувам што имам ова прилика повторно да споделувам со вас од Божиот збор. Ако не ме познавате сега, мислам дека сите ме познавате мене и знаете дека не сум од тука, така што имате трпение со мене, а и со мојот малце чешки акцент кој што си го имам. Низ минатите 3 недели, ако доаѓавте во Евангелска црква Аеродром, ние поминувавме низ една серија проповеди, наречени параболи, или на македонски параболе, за кои што зборуваше пастор Живко, и ни објаснуваше важноста на тоа зошто Исус користил параболите. И ни објаснуваше пастор Живко дека Исус ги користил параболите за да допре подлабоко во наше срце. Да ги одговори прашањата кои што секој еден од нас ги има подлабоко во наше срце. И Исус намерно го користил еден таков јазик за да ние влеземе подлабоко во нашата душа и во нашето срце. Исто така, во последните 3 недели зборувавме на тема на Божјото царство. И ако бевте тука минатиот пат, се сеќавате дека пастор Живко не предизвика со едно прашање. Тоа беше: што за тебе лично значи Божјото царство? И ни даде еден пример за мачениците и за зборот марарео, што значи сведок. И за тоа дека ние со своите животи сведочиме за Бог, за нашиот цар во Божјото царство. Пастор Живко зборуваше за природата и за атмосферата на Божјото царство. И јас денес сакам да зборувам за природата и копнежите на граѓаните во Божјото царство. Додека се наоѓаме на овој свет и на кажеме ова страна на вечноста, ќе живееме во една тензија која што ќе чувствуваме додека не се сретнеме со Исус во небото. И тоа е периодов кој што телосите го нарекуваат веќе, но се уште не. И за тој период, за тоа време, пастор Живко зборуваше минатиот пат. И тоа е тензија која што ја чувствуваме живејќи на овој свет. Живејќи во едно светското царство, но исто така живејќи во небесното царство. Кој што веќе е тука на оваа земја, но се уште не го гледаме тоа во полност. И нормално дека живејќи во двете царства, тие царства ќе си имаат различни вредности. И размислувајќи за светското царство, и размислувајќи за царството во првиот век, во кој што живеел Исус, за ромската империја, римската империја, една од најважните вредности во тоа време, тоа царство беше моќ, беше власт, беше богатство. И мислам дека токму така е за нашето царство ден денес во нашиот век. Една од најважните вредности што се во овој век е власт, моќ, богатство. А мислам дека на некаков начин една од најважните вредности во овој свет, во ова царство, стана исто така здравје и успех во нашите животи. Но царството за кој што Исус зборува е царството на кој што вредности се мир, вистина, љубов и правда. И евангелист Лука во своето евангелие ја користи таа тема на Божјото царство како клучна тема во неговото евангелие, но зборува за царството кое што е наопаку.
на тоа што ние го познаваме. Царството во овој свет, како што кажа, вредности кои што се моќ и богатство, Исус ги свртува наопаку и ни вика дека вредности во неговото царство се мир, љубов, вистина и правда. Прашањето е каква природа и какви желби би требало да имаме ние граѓаните во Царството Божие. Граѓаните во Царството Божие тоа си ти, тоа сум јас, тоа е Христовата невеста, црквата. И токму за тоа Исус зборува во тоа што Пастор Живко го прочиташе на почетокот. Исус зборува за 8 характеристики со кои што доаѓаат 8 блаженства или благослови. А на грчкиот збор за благослов, макаирос, тешко се опишува во нашиот македонски јазик. Тешко се опишува и на англиски јазик, заради тоа што има едно поголемо значење. Мислам, опишува една состојба во која што се чувствуваш задоволен. Состојбата во која што се чувствуваш, да кажеме, радостен или среќен, независно на околностите кои што се случуваат во твојот живот. За такви едни блаженства Исус зборува. За не такви характеристики на неговите граѓаните во Божјото царство Исус зборува. И на почеток, пред да започне Исус да зборува за тие блаженства, вели вака, Матеј вели вака: кога Исус виде толку народ, се искачи на редот, па откако седна, му пристапија неговите ученици. И тој започна да ги поучува вака. Не знам дали приметивте нешто интересно, што мене ми е многу интересно во овој текст, е тоа дека Исус седна. Се зборува на толпата на голем народ, но Исус седна. И сега се замислам ние да се смениме вака, јас да седнам, вие да стоите цело време, тоа би било многу интересно. Но во еврејската култура беше нормално учителите во синагоги или во школа да седат, а тие луѓе што го слушаат учителот да стојат. И мислам дека тоа можеби беше само заради тоа што за да не заспиат. Затоа што го слуша учителот кој што разговара толку долго. Така Исус почнува и се седна. А пред него стои толпа луѓе кои што очекуваат Исус да им зборува и да проучува на нив. Другата работа важна за овој текст, за оваа тема е дека тие луѓе на кои што Исус им зборуваше овие блаженства, овие карактеристики, како би требало да изгледа нивниот живот, е за луѓе што се одлучиле да го следат Исус Христос. Во Евангелијата имаме на различни места, гледаме различни проповеди кои што Исус ги зборуваше на толпата, на народот, кои што биле за луѓе што можеби уште не го познавале. Но во овој текст Исус зборува, на луѓе кои што се одлучиле да го следат Исус. Е малце контекст за дана на тоа што се случува претходно во оваа Евангелие, дека Исус се крштева, поминува 40 дена во пустина, почнува својата служба за исцелување, проповедање и сега следи овој народ кој што чека Исус Христос да им зборува на нив и да зборува за тоа што значи да бидеш Христос следбеник во неговото царство. И првото блаженство, ќе ги поминеме сите систематски. Само ќе се напијам малку вода, фала ти многу. Ќе поминеме сите карактеристики, сите блаженства систематски како што Исус ги кажува на своите следбеници. Секоја карактеристика која што опишува, со тоа доаѓа едно блаженство и после тоа доаѓа ветување, кое што е ветување во контекстот на вечноста. Прво Исус вели вака: благословени се оние кои се чувствуваат духовно сиромашни, зашто на таквите им припаѓа небесното царство. Секој еден од нас, што сме денес тука, сме ја препознале сиромашноста на нашата душа, преку милоста Христова и преку Божиот дух. Ако седиме денес тука, сме препознаеле подлабока потреба во нашето срце и во нашата душа за спасител и за откупител во нашите животи. Ако сме денес тука, ние сме ја препознале таа подлабока потреба за тоа да сме повеќе познани, подлабоко познани, да сме подлабоко сакани
да сме подлабоко слушнати и сме ја препознале нашата сиромашноста и потреба од Откупител и Спасител. Така не се работи за никакво материјално сиромаштво, туку за духовно сиромаштво. И иако секој од нас моментално се наоѓаме нормално во различна сезона во нашите животи и во различно патешествие со Бог, сите сме почнале на првиот чекор. И тоа е дека поради Светиот Дух и поради милоста Христова сме ја препознале сиромашноста на нашата душа. Сме ја препознаеле нашата грешна природа и потреба од Спасител. Еден британскиот теолог, Чарлес Спурџен на македонски, од 19 век, ја споредува нашата рас во Христа како една скала. Да се замислете скала, ако сакате да се качите погоре, мора да почнете на првиот степен. И така исто така во таква хронологија да кажеме следуваат овие блаженства, кај што Исус го спомнува првото, и тоа е да замислиме првиот степен на скалата, кај што сите сме почнале на истото ниво, на првиот степен на скалата, кога сме ја препознале сиромашноста на нашата душа. Но Бог не остава на тој првиот степен, никогаш не остава на првото ниво, но не повикува преку Неговиот Дух, е Неговата милост, да растеме во Христоликост, да расте нашиот христијански характер. И за токму така Исус зборува во овие блаженства. Чарлес Спурџен понатаму вели вака: се додека не се испразниме од себе си, не можеме да се исполниме со Бога. Мора да се облечеме нашата грешна природа, пред да ја облечеме праведноста која што доаѓа од небото. Христос никогаш нема да е скапоцен за нас, додека не станеме сиромашни во духот. Во други зборови, кога не препознаваме нашата потреба за Бог, не можеме да препознаваме Божјото царство. Благословен ќе биде човек кој ќе ги препознае своји недостатоци и тој што ќе се покори пред Бога. Ова е чудо кој што Бог го прави во нас преку својот Свет Дух. Ние да можеме да препознаеме својата сиромашност, нашата грешна природа и потреба од Бог. Понатаму, во второ блаженство, Исус вели вака: благословени се оние што тагуваат, зашто ќе бидат утешени. Повторно се зборува за некакво духовно тагување и откажување се од себе си. Прво, кога препознаеме нашата лична сиромашност, од тоа произлегува некакво, да кажеме, некакво свето тагување. Тоа е нешто кое што Светиот Дух го прави во нас и не води во некаква тага за нашата грешна природа, за состојбата во која што ние се наоѓаме. Светото тагување не носи пред Бог со чисти и отворени срца, кои што ќе бидат утешени. Бог ја дозволува оваа тага во нашите животи како пат, но не како дестинација. Божјата тага е таа која е предизвикува поканието за спасение. Ова света тага која што е во нас не прочистува и не води кон вистински вредности во Божјото царство. Но исто така верувам дека се зборува и за емоционално тагување, а тоа е за тие што емоционално страдаат на овој свет. Исус им ветува дека и они ќе бидат утешени во контекстот на вечноста. Можеби на овој свет нема да ни заминат сите страни, тоа Исус не ни ветува во Неговото царство, но да предизвикува да размислуваме во контекстот на вечноста. Дека тие што страдаат на оваа страна на вечноста ќе бидат утешени. Ќе бидат утешени. Тоа ни ветува Исус во ова блаженство. Трето блаженство Исус вели вака: благословени се кротки луѓе, зашто тие ќе бидат наследниците на земјата. Првите две блаженства се повеќе насочени на нас лично и се работи за некакво откажување од себе си или испразнување, да кажеме, нашата грешност, препознавање нашето сиромаштво. А сега ова трето блаженство веќе е насочено кон другите луѓе.
кога ние сме ја препознале своја сиромашност и тагуваме за таа состојба во која што се наоѓаме како вечни луѓе преку Светиот Дух. После сме повикани ова да насочиме кон другите луѓе. И многу често кроткост се подразбира човек кој што е тивок, кој што не би требало да има некаков глас, не би требало да покажува или кажува што се мисли. Но во грчкиот збор праус, кроткост, е идејата за силата под контрола. Како силен пастув што бил трениран да ја врши работата наместо да дивее. Тие се кротки пред луѓето во тоа што се силни, но и скромни, нежни, трпеливи и долго трпеливи. Тие се кротки пред Бога со тоа што се починуваат на Неговата волја и се согласуваат со Неговото Слово. Ова е дефиниција која што Исус ни ја дава за луѓе кои што се кротки. Кроткост не значи слабост. Јас додека се спремам за оваа порака, оваа проповед, ја читам една книга од еден британскиот теолог и додека стигнав до главата која што раскажуваше за кроткоста, почнав да плачам. Едноставно Светиот Дух почнува да ме преосведочува заради тоа што сватив дека сите тие характеристики кои што Исус не предизвикува се стварно предизвик за нас. И стварно кога ја читав таа книга сватив дека колку голема потреба имам од Светиот Дух во мојот живот. Јас да можам да станам кротка кон другите луѓе, тоа стварно мора да се случи чудо во мојот живот преку работата на Светиот Дух. И кога читав книгата и се плачев, бев толку едноставно го почувствам тоа што го представува тој грчкиот збор макаро за некакво задоволство во тоа што ја познавам вистината, таа блага вистина и се чувствував благословено дека можам да го предадам својот живот на Исус, знаејќи дека Он ќе ми помогне со својот дух да станам кротка и да станам сведок за луѓе околу мене. Првите 3 блаженства беа повеќе за, како што кажав, некакво испразнување и откажување се од себе си. И следните 5 блаженства збора повеќе за некакво исполнување, за работи со кои што би требало да се исполнуваме како граѓаните во Божјото царство. Во 4 благослови и блаженство Исус вели вака: благословени се луѓето кои се гладни и жедни за правда, зашто ќе бидат задоволени. Да бидеш жеден или гладен, тоа е многу болно чувство. Тоа е чувство, замислете кога сте жедни или гладни, тоа е чувство што не те остава. Едноставно сакаш да гриснеш нешто, да се земеш, да се напиеш, за да го задоволиш тоа чувство. И кога Исус ни вика да не повикува како неговите следбеници да сме жедни и гладни за правда, не зборува дека ние би требало, ако некој ни сгреши нешто на нас, да имаме жед за тоа да му го вратам тоа на тој човек. Но зборува за една друга правда или праведност, за која што зборува апостол Павле во 2 Коринтијаните, 5 глава 21 стих, кај што вели вака: зашто оној кој не знаеше грев, Бог за нас го направи грев, преку него да станеме праведност Божја. Праведност е Божји дар за твојот живот. Теолошки веруваме дека сме оправдани кога препознаваме таа милост, тој дар од Исус во нашиот живот и во вера го прифаќаме како Исус Христос како нашиот личен спасител и откупител. Но потоа следи процес на осветување или посветување. Оправдување е нешто што Бог прави за нас. Или го направи за нас. Посветување е нешто што Бог прави во нас. Во нашето срце, во нашата душа, постојано. Целиот живот кога сме на оваа страна на вечноста. Праведноста преку законот, фаризеите, кои што се обидувале да ги исполнуваат сите тие точки, да кажеме, сите инструкции од законот, мислеа дека тоа беше пат за спасението, да кажеме. Но законот укажува на нашата неспособност да го исполниме законот и покажува потреба за милост и за благодат. Да си жеден
за правда. Значи дека ќе бидеш зеден за да ги бараш работи во Божјо царство кој што Бог ги бара, кој што Бог ги става во твоето срце да ги бараш. Во контекстот на вечноста. Ние ако се обидуваме да исполниме сите инструкции што ги имаме, ние сега во Библија во век, сепак сме спасени поради Исусовата милост. Знаејќи и познавајќи ја сиромашната на нашата душа, кој што и законот ни ја покажуваше тоа, дека ние не сме способни да се спасиме само себе, туку поради Исусовата милост. Благословени се милостивите луѓе, зашто тие ќе бидат помилувани. Зборуваме за луѓе што веќе ја примиле таа милост од Исус Христос. Сега се повикани да ја покажуваат истата милост на луѓе околу нив. И тоа можеби за нас може да значи да покажуваме милост за луѓе кои што се уште не ја познаваат таа вистина. Се уште не го познаваат Исус како својот спасител. За луѓе кои што се грешни, како еден од нас сме грешен. Да покажуваме милост во односите кон други луѓе. Да покажуваме милост во се што може да правиме, да покажуваме милост која што Исус ни ја покажа прво на нас. Благословени се луѓето со чисто срце, зашто тие ќе го видат Бога. На старогречки фразата чисто срце е идеја за искреност и за јасност. Тоа значи стотијата на срцето е причина за духовно слепило. И второ нешто, очистувањето на срцето е божествена операција во нашето срце. Во еврејската култура имаше традиција на внатрешното очистување на телото, на физичко очистување во едни кадари кои што се викаат миква. И тоа го практикувале фаризејците кои што си го очистувале телото од горе до доле. Но и овој процес требаше да служи за нив, да се потсеќа на тоа што не само што им треба надворешно очистување, но со тој акт кога се очистуваат и прочистуваат, тоа би требало да служи да разбира, да сваќа дека им треба едно подлабоко очистување кое што доаѓа од внатре. И се манифестира, да кажеме, од надвор. Понатаму чистото срце ќе го гледа Бога во Светото Писмо. Чистото срце ќе го гледа Бога во Неговата црква. И чистото срце почнува да забележува Божиот вистински характер. Ова ветување што ни кажува Исус дека зашто тие ќе го видат Бога. Веруваме дека ќе го видиме Бога во Неговата црква, во Неговата мисија, во Неговото Слово. Но исто така ескатолошки веруваме дека ќе го видиме еднаш Бога со нашите очи. Дека ќе стоиме во живо пред Бога. Тоа не е ветувањето од Исус Христос. Срцето на човекот може да е очистено само преку Светиот Дух. И ова духовно слепило кој што го имаме во нашето срце, кога не сме очистени, оправени преку Светиот Дух и преку милоста од Исус Христос, ми текнува на една приказна кога јас се крштев во Чешка пред 10 години скоро и многу се молев и се надевам дека ќе дојде тајтко ми и брат ми на моето крштевање, заради тоа што они не го познаат Христа, не веруваат во Бога. И они дојдоа, што е многу срекна, но за нив, како да кажам, ништо не им значише таа служба, ништо не им значише тоа што го раскажував, тоа што дека се крстев, татко ми каже дека беше убаво, па даде пари во црква, пошто таа не му доброволен прилог, беше па ќе дадам. Ама тоа што го сватив дека без ова чудо, кој што Светиот Дух го прави во нашето срце, без таа милост, татко ми не можеше да свати ништо, не можеше да го препознае Господ како делуваше на таа служба. Заради тоа што неговото срце не беше очистено од Светиот Дух. И за мој татко ми ова беше многу не се чувствуваше удобно на таа служба ич. Заради тоа што имаше среда, верувам, со Бог, но неговото срце се уште беше заслепено духовно.
Благословени се миротворците, зашто тие ќе бидат прогласени за Божји деца. Во 2 Коринтијаните 5 глава 18 стих вели вака: Тој нов живот доаѓа од Бог, кој преку Христос не помири со себе и ни ја довери задачата да им објаснуваме на луѓето како и тие да се помират со Него. Да носиш мир во овој свет не значи само да имаш мир во себе, туку да го споделуваш тој мир со другите луѓе околу тебе. Како што Исус се помири со нас на крстот, така и ние сме повикани во таква една служба и мисија да го носиме тој мир кој што на нас ни беше даден поради неговата милост. Да го носиме кога разговараме со луѓе на нашите работни места, таму било каде и да сме, да носиме еден таков мир. Едноставно сме повикани да го одликуваме нашиот цар, нашиот небесен татко во се што правиме. И стигаме до последно блаженство, кој што како единствено блаженство се повторува два пати, туку да Исус го кажува два пати на различен начин, но само ова блаженство се повторува два пати. Исус вели вака: Благословени се прогонуваните поради тоа што се справедливи, зашто ним им припаѓа небесното царство. Благословени сте и вие ако ве навредуваат и прогонуваат поради тоа што сте мои следбеници, и ако изнесуваат злобни лаги против вас. Ова нешто е повторено единствено два пати. И тоа за мене значи дека може да очекуваме дека и токму така ќе ни се случува на оваа страна на вечноста, во Божјото царство на овој свет. Во првиот век христијаните биле нарекувани предавници, заради тоа што не се согласувале со Римската империја и им кажа дека вие сте го предале својот цар и својот народ, заради тоа што не верувате дека Римскиот цар е Бог, што било нормално верување во првиот век. Исто така некои христијани биле нарекувани канибали, заради тоа што луѓе не ја свателе поентата на причеста и ги нарекувале канибалите заради тоа што учествуваа во причеста со живиот Бог. А различни такви работи има слушно до христијанот првиот век. И како што спомна пастор Живко минатиот пат, луѓе што го дале и изгубиле својот живот поради добрата вест, поради Евангелието. Ова било нормално и ова е нормално во многу места на овој свет. Преку среданието ние учествуваме во Божјиот план и во Божјата добра вест. Ако твојот живот беше во некаква опасност, дали се уште ќе бидеш смел за Евангелието? Дали се уште ќе веруваш дека си благословен? Дали се уште ќе зборуваш за Исус Христос како твојот спасител, твојот цар, твојот татко, твојот откупител? Како го гледаш ти своето лично тагување и страдање? Во контекстот на ова прашање сакам да споделам приказна за Јов. Верувам дека повеќето од вас ја има слушнато ова приказна, но ќе ја споделам во кратки цртежи да ви малку слика за таа приказна. Јов е човек кој што живеел живот посветен со Бог, кој што имал доста богатство, кој што имал големо семејство, кој што имал, да кажеме, добар живот, како ние би рекле во нашите мерки. Но што се случува е дека Бог Јахве има муабет со сатаната, тоест нашиот превод вели сатаната. Ако не сте читале приказната, ќе го храбрам да се прочитате книгата на Јов кога ќе се вратите дома. Но еврејскиот збор не го користи баш буквално зборот за сатаната, туку зборот за искушител или некаков противник на Бог. И сега Бог со овој противник искуша да си прави муабет, и овој искушител му вика на Бог дека ако земе се од Јов, дека нема да го следи Јов, дека ќе го напушти Бог, нема да му верува веќе во Бог. Сега се парафразирам целата приказна за да ви дам малце една слика само. Но Господ вели дека јас верувам дека Јов ќе ме следи и ако ти ќе му земеш се. Но што се случува дека Бог Јахве дозволува
овој спротивник да одземе се од Јов. Бог Јахве дозволува овој противник да земе се од Јов. И го снемува неговиот дом, целото богатство му починуваат, сите неговото семејство умира. И во овој момент е запишан на стих кој што е многу познат стих. Има направено неколку песни од овој стих, кај што Јов вели вака: иако ме убие, сепак ќе се надевам на него, сепак ќе му верувам, заради тоа што не ми останува ништо друго. Бог дозволеше се да биде земено од Јов. А Јов вели вака: иако ме убие, сепак ќе се надевам на него, сепак ќе му верувам. И после ова Јов добива една болест на кожа. Се наоѓа во една голема болка, физичка болка од болеста, емоционална, духовна. И го поставува прашањето зошто Бог, што е главната теза, главната идеја на целата оваа книга, зошто Бог дозволува лоши работи да се случува на луѓе кои што се добри. И Јов почна да размислува: јас сум праведен човек, нели, јас го следам Бог цело време, тоа мора да значи дека Бог не е праведен. И му доаѓаат тројца пријатели на Јов и му даваат совети. Еден од пријатели вика: епа ти сигурно не си праведен човек, заради тоа што иначе нема се да се случува ова, заради тоа што Бог е праведен. Друг му вика: ова сигурно ти се случува на тебе, заради тоа што Бог сака да го изгради твојот характер и сака да те научи нешто преку ова. И трето вика: па тоа сигурно служи за твојата иднина, затоа што треба да го научиш. Но во овој момент се појавува Бог во торнадо. Многу е убава книга. Многу има убава структура од почеток до крај, почеток, заклучок, поезија, диалог, сето тоа. Се појавува Бог. И сега Јов го очекува одговорот од Бог да му каже. Но Бог низ целата оваа книга не го одговара прашањето на зошто лоши работи се случуваат на луѓе кои што се добри. На крај, кога Бог Јахве почнува да го води муабетот со Јов, не му го одговара прашањето, туку му поставува 3 реторички прашања. Во прво прашање, реторичко прашање кој што го има за Јов, му вели вака: му кажува дека неговото познание за правда и неправда е многу ограничена и дека не ја разбира комплексноста. Како што ние во овој свет живееме често во црно-бел свет, каде што правда за нас значи нешто и неправда значи нешто друго. И така логичко Јов се обидуваше да си објасни тоа што му се случуваше во контекстот на правда и неправда. Но што Бог му одговара е дека: Јов, ти не разбираш комплексноста во која што се случуваат овие работи. Ти не разбираш комплексноста во која што јас како Бог, како цар функционирам. Второто нешто што Бог го прашува или му кажува на Јове, го прашува дали сака наместо него да е царот на овој свет. Сега парафразирам, ама тоа е заклучок и прашање што Бог ги поставува. Едноставно го прашува: Јов, дали ти мислиш дека ти знаеш подобро од мене? Јас кој што сум ја создал целата земја, целиот универзумот, целото небо. Дали ти мислиш дека ти знаеш подобро од мене? Кога Јов се обидуваше да направи некако заклучок зашто ми се случува ова или она. И трето нешто што Бог прашува и поставил прашање, му вели на Јов дека не ја знае убавината и опасноста во комплексноста на се во овој свет. И на крај Бог заклучува дека тие вредности кои што ние ги сметаме како примерни вредности во нашиот живот во овој свет, не се вредности кои што Бог ги смета за најважните на овој свет, оваа царство. И за Бог најважното во целата приказна беше срцето на Јов. И беше довербата која што Јов ја имаше не се што му се случува на него во Бога. И после на крај Бог му дава ново семејство на Јов, ново богатство, го обновува неговото здравје, го исцелува и му го благословува.
најважното нешто што Господ гледа во нашите срца, во нашите животи, е нашето срце. Но може би се уште се прашувате, каде ни е одговорот за тоа прашање што Јов го постави? Зошто мене ми се случува ова? Може би во вашите личните животи се поминувате низ некакви такви прашања. Зошто мене ми се случише ова? Јас ќе ве охрабрам да гледате на вакви прашања во комплексноста на вечноста, во комплексноста на целиот свет, на тоа кој што е Бог и характер на Бог. Ако може некој да стави слика, не знам дека е таму целовен, добре. Познат психолог и професор Джордан Питерсен вели вака за одговорот кој што Јов го бараше кон Бог. Вели вака: одговорот е во секој збор, збор по збор, во речениците, во тоа како се поврзува една реченица со друга, во тоа како се поврзуваат речениците со параграфите, во тоа како се поврзуваат параграфите со контекстот на главата и во тоа како се поврзуваат главите со целата книга и во тоа како се поврзуваат целата книга со светот. Тоа е одговорот кој што го даде Бог Јахве на Јов во комплексноста на овој свет. Во комплексноста на тоа што кој е Бог, каков характер има Бог, каков характер како цар има Бог во нашите животи. Понатаму вели вака: секогаш мора Библијата да ја читаме во нејзината целост. Ако читаме за тоа што Бог дозволи на Јов да се случи, ќе ни се створи можеби погрешна слика за Бог и нема да ни каже никаков одговор на нашето прашање. За да разбираме што значат речениците и зборовите во Библијата, мора да читаме во контекстот на целата книга и целата метанаратива во Библијата. И тоа беше одговор во целост од Бог што му ги даде на Јов. Джордан Питерсен е психолог и вели вака дека се е поврзано, како се е поврзано во нашиот мозок. Сега сакам да погледнеме ова слика, ако може светла да се изгасат тука, за да се гледа малце, не изгасат, туку да се намалат. Овие, ако може некој да го напомня. Не. Да се гледа ова малце појасно, за тоа што е многу важна слика и ќе се обидам полека да го читам текстот од Джордан Питерсен, кој што вели за, така што не ме гледајте мене, туку гледајте го овој графиконот и ќе ви го прочитам текстот. Графиконот со столбови што се протега под дното ги представува сите поглавја во Библијата. Книгите се менуваат во боја помеѓу бела и светло-сива боја. Должината на секоја лента го означува бројот на стиховите во поглавието. Секоја од 6779 референции за крстот пронајдени во Библијата е прикажана со еден лак. Бојата одговара на растојанието помеѓу двете поглавја, создавајќи ефект како виножидо. Секоја од линиите на дното на сликата е библиски стих. Должината на секоја линија е пропорционална со бројот на пати кога тој стих е на некој начин наведен од некој друг стих во Библијата. Со други зборови, ова слика е како мапа. Ги прикажува 6779 референции за крстот во Библијата. Овој масивен, сеопфатен текст, напишан во текот на илјадници години од стотици луѓе, од широк спектар на различни потекла, на 3 различни јазици, еврејски, грчки и арамејски. Почнувајќи од било кој стих, замислете колку патишта би можело да поминете низ сите меѓусебно поврзани стихови низ текстот. Има речиси бескрајни пермутации и комбинации и секој стих и фраза зависи од речиси секој друг стих и фраза за да се добие целосното значење на она што го кажува оваа широка збирка од многу книги во една книга за било која тема. Ова виножидо што го гледаме тука ни представува комплексноста на Божјиот збор. Мислам дека ни представува комплексноста на тоа кој е Бог. И понекогаш кога
кога ги поставуваме некои директни, конкретни прашања, можеби за нашето страдање, што ако го погледнеме нашето страдање во некаква комплексноста на вечноста? Што ако погледнеш своје страдање и тагување во контекстот на крстот? Дали тоа ќе смени нешто во твојот живот? Што ако погледнеш своето страдање како во слика на комплексност, како што кажа, во контекстот на вечноста? Дали ќе бидеш окей тогаш, ако Бог не ти одговори на тоа прашање што сега го имаш? Дали ќе ти даде одговор комплексноста на вечноста на твоето прашање? Не разбирајќи се во нашите животи, не останува да му веруваме на Бог. Не останува да веруваме на тој комплексниот характер Божи, кој што Он го има. И дека на крстот, преку Исус Христос, преку таа милост што ни беше дадена, ни беше даден најглавниот одговор во нашите животи. Ни беше дадено простевање на гревови, обновен однос со Бог кој што е толку работи во комплексноста. Сега да завршам со една приказна за една жена која што мислам дека низ целиот живот се прашувала ова прашање: зошто јас страдам? Ова жена се вика Фани Кросби и има напишано многу, околу 9000 христијански химни. Кросби на 6 недели станува болна, тоест имала некаква настинка само. Но во таа настинка одишла на лекар, ама нејзиниот лекар не беше таму, не беше во градот, и ја пратила на некој лекар, за кој што се дознало подоцна дека тој лекар се преправаше, дека има акредитација за да биде лекар и препишува вакви некакви лекови со сенф на Кросби да си ги става во очите. Заради тоа што имаше некаква инфекција во очи и каже да се стави сенф. Сега се наоѓаме во 19 век и за тоа. Но што се случува дека заради тоа што го ставаше сенфот, Кросби станува слепа. На 6 недели во својот живот, заради овој лекар што направил грешка, она станува слепа. После 6 месеци на Кросби починува татко на некоја болест и на 8 години Кросби ја објавува во себе таа некаква копнеш и љубов за пишувањето од поезија. Првите 4 стихови што ги има напишано велат вака: Ах, колку срекна сум, иако слепа сум. Решена сум дека во овој свет ќе бидам задоволна. На 8 години ги пише овие стихови и понатаму кога расте се запишува на факултет за поезија, го запознава својот маж со кој што има дете и тоа дете и починува на неа. И целиот свој живот верувам дека се прашува на тоа прашање како Јов, зашто мене ми се случува тоа. Нејзина приказна е многу охрабрувачка за мене. Она на памет ги учеше книгите од Библијата, ги имаше научено Евангелијата, Стариот Завет, псалмите, заради тоа што не можеше да си ги чита, заради тоа што беше слепа. Но она не се откажуваше. И во едно интервју кога ја прашала неа, Фани Кросби, да каже за што е најмногу благодарна во својот живот. И за што се чувствува најмногу благословена во својот живот. Она вели вака: најмногу благодарна сум за тоа што сум слепа. Заради тоа што првото нешто што ќе го видам во мојот живот ќе биде мојот Спасител Исус Христос. Благословен сум, со сигурност тоа го знам. Може да станеме и да се молиме. Исусе Христе, ние ти благодариме за Твојата жртва на крстот, Боже мој. Боже мој, ти благодариме дека преку таа жртва ние може Тебе да те познаваме лично, како нашиот Спасител, како нашиот Откупител, Боже. Ти благодариме дека
преку чудото и преку Светиот Дух, Боже, ние можеме да ја препознаеме таа сиромашна на нашата душа, Боже. Таа потреба од Спасител, од нашиот небесен Татко, Боже мој. Иако многу пати во наши животи не ја разбираме комплексноста во која што Ти постоиш, не ја разбираме комплексноста на Твојот характер, не ја разбираме комплексноста, Боже мој, на овој свет, на оваа земја, на тоа како што Ти функционираш, Боже мој. Но Ти благодариме дека Ти си не создал, Боже, со лимитации, дека ние не можеме на овој свет да ги одобиеме или одговориме сите прашања, Боже. Но и тоа е благослов, тоа е чудо што го имаме, Боже. Таа состојба во која што Ти не оставаш да Ти веруваме на Тебе, Исус Христе. Таа состојба во која што Ти не оставаш, Боже, да Те бараме Тебе. Како што вика, Боже, Јов, иако ме убие, сепак ќе му верувам на Него, Боже. Сакаме и ден денес да го веруваме тоа, Боже. Сакаме да го исповедаме тоа, Боже мој. Дека ако ми се случи било што во овој свет, Боже, ако ми снема моје семејство, богатство, здравје, Боже, јас нема да се надевам на тие работи, туку ќе се надевам на Тебе, Исусе Христе. Помогни ни преку Твојот Светиот Дух да го веруваме тоа, да го живееме тоа, Боже, да го бараме Твоето царство, Боже. Помогни ни преку Твојот Дух, Боже, да се оставаме во Твоите раце, Боже. Нај ни доверба, Боже, која што доаѓа од Тебе и познавание на тоа која што си Ти, Боже. И ако не ги имаме сите одговори, Боже, фала Ти дека преку Твојот збор, преку заедништво, Боже, преку тоа што ни покажуваш, преку Твојата креација, Боже, ние може да Ти веруваме, целосно да Ти веруваме, Боже мој. И ако не го имаме одговорот, Боже, помогни ми да гледаме во контекстот на вечноста, Исусе Христе. Дека еднаш ќе бидеме утешени, дека еднаш, Боже мој, како што кажуваше Фани Кросби, дека е благодарна, дека е слепа, заради тоа што првото нешто што ќе го види, ќе бидеш Ти, Исусе Христе, во небото. Помогни ни ова да ни е надеж секој еден ден, Боже. Дека еднаш ќе бидеме со Тебе, ќе стоиме пред Тебе, Боже, како што пишува во Откровение. Боже, Ти ќе ги бриши сите солзи на нашите фаци. Боже мој, јас ја замислам таа слика како кога доаѓам кај татко ми го гушнам, Боже мој. А Ти ќе ни кажеш дека Ти беше со нас во се и што поминавме на оваа земја, Боже. И ќе уживаме во вечен благослов, во Твоето вечно присуство. И се фала Ти за се, Те славиме, Ти благодариме. Боже, ние сме вечно благодарни за Твојата жртва, Твоето спасение. Боже, се надеваме дека како што Ти воскресна, ние ќе воскреснеме со Тебе. Те славиме и се молиме во Твоето свето име. Амен. Амен. Сега ќе ја пееме една од најпознаните химни или песни на Фани Кросби, која што се вика на англиски Blessed Assurance, на македонски Сигурност сладка. И оваа песна беше напишана како за патешествие кој што Кросби го имала со Господ. И како што вели во Филипијаните 1 глава 21 стих, зашто за мене живот е Христос и умирањето придобивка, и токму за тоа зборува оваа песна. Јас се замолив Илина да не го имаме текстот на слайдот, нали тоа што оваа химна беше напишана во 19 век и јас ги испринтав тука копиите кои што може да си ги земете после дома и да размислувате за тоа дека сте благословени во Исуса Христа. И сега ќе си ја пееме оваа песна тука. Бендот ќе ни ја пее. Како? Сигурност сладка, Исусе мой, о каква радост за мене Тој, дете сум Божјо, сигурно знам, откупен со крв, роден од Дух.
Isus dobivam nas, sreća